Ваши високи преосвещенства, почитувани представници на Македонската православна црква и на останатите верски заедници во нашиот град, Ваши екселенции и представници на дипломатскиот кор на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани колеги градоначалници, почитуван председателе на Советот на општина Струмица, почитувани советници, почитувани гости, драги сограѓани, дами и господа. Денес Струмица го празнува денот на своите заштитници, светите 15 тивериополски свештеномаченици. Ова е ден кој го испишува времепловот на нашето христијанско постоење. Ова е ден во кој го пронаоѓаме кореновиот систем на нашето себе почитување, систем од кој катадневно ги подхрануваме нашата вера, нашата надеж и нашата љубов. Во тоа име денес се огласија црковните звона, праќајќи ни абер дека возвишено треба да ни биде чувството затоа што сме дел од многуте генерации струмичани кои ставиле камче во мозаикот на нашето битисување. Култот кон светителите кој ни е оставен во аманет од нашите дедовци и прадедовци ја има светата задача која овозможува возвишените вредности непречено да патуваат низ време. И еве сме повторно со распеани и насмеани души да го направиме онаа што ни доликува нам, денешниве граѓани на Струмица, кои ги ползуваме благодетите на одамна завршената мисија. Како резултат на Господовата волја се случило уште во 4. век овој наш град да биде центар на христијанството, за што сведочат зборовите. Тивериопол достигнал да стане како некоја кула од секаде видлива која раздавала светлина на верата и на другите градови на запад и ги враќала од бракот на заблудата оние кои се наоѓале во длабокото море на неверието. Идолска лага и злочестието го разобличија и Христа го проповедаа победниците на смртта најсвештени. Храмот кој безимените струмичени го подигнале во чест на светите апостоли не е духовен магнет кој не привлекува само на денешен ден. Тој од секогаш бил и ќе остане гнездо на спокојот во кој душата струмичка, но и не само таа, бара простор за молитва, желба за исповед и порив за спасение. Така било од давнина, така е и денеска, така ќе биде и за вечни времени. На тоа не подсетува канонот на мачениците во кој меѓу другото се вели: кладенец на чудеса и извор на безбројни исцеленија, река на благодет и очистување на душата, храмот е на светите 15. Дојдете верни во него да се просветлите. Драги гости и сограѓани, секој наш ден со својот крст на чело го поминуваме чекорејќи по оваа струмичко тло кое памети бројни прастари збиднувања. И секогаш треба да имаме на ум дека тоа тло, таа почва тивериополска и струмичка е натопена со крвта на свештеномачениците. Таа крв во името на верноста и страјноста кон Словото Божјо беше пролеена на денешен ден пред 1655 години. Големите напори на безбожниците, светите 15 апостоли да се откажат од Христовата вера и од својата света мисија, останале безуспешни, па мачениците тоа го платиле со своите животи. Затоа и за сите други настани поврзани со проповедниците на христијанството зборуваат житијата, каноните и сите други материјални докази кои се трајни сведоштва за никулците на нашата вера. Тие сведоштва велат дека во времето на римскиот император Јулијан Отпадникот, постапувањето на императорскиот престол ги вратил старите пагански верувања и го отфрлил христијанството, издавајќи наредба за прогон и одмазда врз оние кои нема да се вратат кон старите обичаи. Во градот Никеја, Мала Азија, била прочитана наредбата на император. Според житието, по новонастанатите состојби меѓу оние кои побегнале од градот биле и боголюбците.
Тимотей, Комасий, Евсевий и Теодор, кои најпрвин се населиле во Солун. Тие сакале токму во тој град да го шират христијанството и Словото Божјо, но солунчаните им рекле дека во нивниот град не се созреени услови за такво нешто, па ги советувале да отпатуваат на север до Тивиреопол, денешна Струмица, каде што веќе постоела христијанската почва. Тоа тие и го сториле. По доаѓањето на овие наши простори, Тимотеј станал епископ на Тивиреополската црква. Комасий се замонашила, истото го сторил и Евсевий. Теодор бил исто така епископ и учесник на првиот Вселенски собор одржан во Никеја во 325 година. Со нивното проповедање на христијанството, тие веднаш биле прифатени од местното население, па така во нивната мисија се приклучиле и Петар, Јован, Сергеј, Теодор, Никифор, Василий, Тома, Еротеј, Данаил, Харитон и Сократ. Уште тогаш почнала да се шири нивната слава на доследни христијански проповедници и чудотворци. По известно време во Солун службениците на императорот Јулијан од падникот чуле за нивното дело, пошто следувала наредбата за нивно погубување. Така и се случило. 15 свети апостоли биле погубени, а нивните тела биле расфрлани на разни страни, но жителите на градот ги зеле телата и ги погребале во посебни гробови, на кои биле испишани нивните имиња. Телата им биле погребани во доцно античка некропола надвор од градот. Моштите на мачениците станале извор на повеќе чуда. Нивната исцелителна моќ била толку голема, што болни оздравувале, слепи прогледувале и неподвижни проводувале. Едно од тие чуда е отсечената десна рака на Тивиреополскиот свештено маченик Петар, која се уште се чува во црковен храм во Кугуш. Денот на погибието на мачениците 28 ноември по стариот или 11 декември по новиот календар е денот што се слави како патрон на нашиот град, како ден на заштитниците на Струмица. Ете, токму во тие настани и во време на делувањето на свештеномачениците лежи зародишот на христијанството во овој наш град. Поклонувајќи се пред ликовите и делата на 15-те Божји апостоли, гледајќи ги нештата од денешна временска рамка, станува нужно да ги ползуваме вредностите кои ни се оставени во наследство. Вербата, човечноста, љубовта, милосрдието, хуманоста и сите други доблести кои ги поседувале служителите Господови, треба да ни бидат пример за креирање на нашите животни патишта. Ние треба да бидеме достојни следбеници на она што ни е оставено на дар. На тој начин ќе си дадеме до знаење дека се чувствуваме должници на недолжните. На тој начин ќе ја покажеме постојаната грижа кон востановените вредности кон традицијата и кон нашата Струмица. Таа наша Струмица треба да се сака, како што таа нас не сака. Ако го добивме со убави белези овој град и со убав аманет од нашите предци, тогаш со уште поубави нишени треба да им ја оставиме на нашите идни поколенија. Тоа е наша обврска и наш завет кон градот во кој сме родени и во кој живееме. Но имаме обврска и кон самите себе, едни кон други. Оти ние сме дел од овој град, оти ниту Струмица ја бидува без струмичани, ниту нас, струмичаните, не бидува без Струмица. Господ не дарувал со очи, за да се погледнеме топло и пријателски. Не дарувал со уши, за да се изслушаме и за арно и за лошо. Не дарувал со усти, за да скршиме по некој убав збор, а не дарувал и со срце и души во кои ќе ја чуваме и со кои ќе ја сакаме Струмица. Но Господ ни дарувал и раце, за да си ги подадеме едни кон други,
но и да сработиме со нив добри дела за нашиот град во наше име и во името на сите поранешни идни генерации струмичани. На тој начин ќе оставиме наш белег во струмичкото битисување, оти овој град ниту започнал да постои од нас, ниту по нас ќе престане да постои. Во долговековниот обстој на Струмица, времето на нашето постоење е само мал сегмент, па сепак многу значаен за целокупната физиономија на нашето заедничко животно гнездо. Затоа, ајде тоа гнездо да го направиме поубаво и попријатно за сите, оти тоа е наше гнездо. Оти во него сме се испилиле, во него ја тераме нашата живеачка и од него еден ден ќе полетаме кон струмичкото звездено небо. Само здружени и со љубов тоа може да го сториме. Само така може да бидеме горди на нашиот влог кон родната грудка. Драги гости и сограѓани, денес славиме голем празник и треба да бидеме големи во празнувањето. Денес, како да славиме 15 празници во еден ист ден, по еден празник за секој од мачениците. Тоа тие го заслужуваат. Но ние славиме еден празник, кој ним е сосема доволен, за да знаат дека и повеќе од 16,5 векови постојат граѓани кои достојно ја искажуваат својата благодарност за се што сториле за нашето себеспознавање и за верата која ја носиме во нашите срца и души. Нека биде така за вечни времења. Нека ни е честит, благословен и вековит денот на заштитниците на Струмица, светите 15 тивериополски свештеномаченици. И благодарам.